Денеска на откупниот пункт во Колешино земјоделските производители ги посети градоначалникот на општина Ново село Блажо Велков, на чијшто терен се наоѓа овој откупен центар. Велков даде изјава со која го повика министерот за земјоделие Љупчо Николовски веднаш да дојде во Ново село. Тој изјави дека откупната цена на бостонот која годинава се движи од 1 до 3 денари не е доволна, а производството на струмичките земјоделци скапува во нивите. Како градоначалник сум загрижен за моменталната состојба на земјоделците од општина Ново село. Проблемите со откупот и цената на бостанот оваа година се огромни и сериозно загрижувачки. Жителите на општината традиционално се занимаваат со земјоделие и со производство на бостан. И ова е наша стратешка дејност. Но оваа година штетите на земјоделците се огромни. Лани во оваа време бостанот се откупуваше од 6 до 8 денари, а сега се откупува од 1 денар, 2 денари, 2,5 денари и 3 денари. Огромна е разликата во цената, која е погубна за нашите земјоделци. Уште полошо е тоа што и за ова невидено ниска цена нема откуп. Бостанот скапува по нивите, нема кој да го откупи. Страшен проблем е ова и за земјоделците и за целата општина. Никогаш не било вака. Овој бостан е екзистенција на нашите земјоделци и затоа мора да се најде решение. Како градоначалник кој е загрижен за земјоделието во Ново село, јавно го повикавам министерот за земјоделство Љупчо Николовски да дојде веднаш во овој момент во нашата општина и да го реши овој за нас огромен проблем. Оти бостанот ни скапува по нивите. Министерот и владата мора да помогнат на овие земјоделци, мора бостанот да им биде откупен по достојни и реални цени, а не за денар, 2, 2,5 или 3 денари. Министре, доаѓајте веднаш во Ново село, сите ние чекаме решение за овој огромен проблем. Овие честни луѓе честно го произведува овој бостан и бараат честна заработка, а не загуби. Мора вистински да им помогнеме. Својот револт и незадоволство го изразија и земјоделците, кои како што велат, нискиот откуп не им помага ниту да ги покријат основните трошоци за живот, а приходите ги добиваат претежно од земјоделие. Јас сум земјоделец и сите тие околу мене се земјоделци, кои исклучиво живееме од земјоделие и тоа од гранката на Бостон. Бостанот е една од главните во Подгород. Така да ние сме толку заглавени и уштетени, не ведеме од владата моментално, него од откупот. Со тие температури нашето производство не издржува. А се питаме секој сам себе си како ќе се исплатиме, како ќе преживееме, а како ќе ја почнеме другата година со нашето производство. Слушаваме у јавноста дека владата одобрила некои средства по 2 динара да се дават. Меѓутоа, ние сме загрижени што тие 2 динара нема да дојдат до правите земјоделци, бидејќи на откупо се многу малку откупу и не може сите да дадеме на откупу. И затоа ги замолувам од владата представници по гранката земјоделие да дојдат на лице место, да ги не видат маките, да идеме на терен по нивите, бидејќи нашето производство скапува по нивите. Нема кој што едно производство стаса за берба не се откупува, тоа скапува по нивите. Незадоволство од откупот на бостанот изразуваат и откупувачите кои велат дека не вреди да се дава 2 денари за бостанот, кога и една гума за џвакање чини исто толку. И тие апелираат до министерството да дојдат и да им се помогне на овие луѓе. Од министерот да му се помогне на овој народ. Значи, ептен не оди ништо роба, све се скапи по ниви. Греота, една мастика 2 денари, а кило бостан е 2 денари. Значи да барат откупи, да носат бостан, греота од народ, да го помогнеме овој народ. Не иде ни пазар, ни ништо, ефтина роба, ни пазарот не иде. Вчера струмичките земјоделци револтирани бараа посебна комисија од владата и Министерството за земјоделие која би ги утврдила штетите што настанале поради слабиот откуп на земјоделските производи и бараат подитно да преземат нешто за решавање на овој проблем.